Сите, еве, после подолго време, тука во јавно предпријатие Чистота и покрај сите финансиски проблеми кои што се наследени во ова јавно предпријатие, истото успеа со сопствени средства да обезбеди 2 модерни возила за изнесување на комунален смет. Овој тренд во јавното предпријатие ќе продолжи, го охрабрувам менаџерскиот тим да продолжи одговорно и домаќински да се однесува во делот на работењето, да ја врши својата намена, да дава услуга на граѓаните, а секако општината во рамките на своите можности ќе помогне за да застане на сопствени нозе. Обезбедени се 2 мали возила, средни возила за изнесување на смет, кои што и како ќе се користат, особено во деловите на градот, каде што се потесни улиците и ограничен пристапот. Во едно дополнително проработените ги добијат одлука за ракување со истите, а како што знаете сите, општина Куманово е влезена во програмата на Европската унија за трајно решавање на проблемот со комуналниот отпад и затворање на нашата депонија на локација Крастар, каде што во рамките на заедничкиот проект со уште 15 општини во државата се планира изградба на фабрика за преработка на отпад во реонот на општина Свети Николе и во рамки на истиот проект очекуваме во текомнава година да добиеме поголем број на возила за изнесување на смет и контейнери кои што ќе се користат во нашата општина како директен грант од Европската. Денеска гледаме 2 возила кои што се обезбедени од сопствени средства на јавното предпријатие, особено со оглед на работењето на менаџерскиот тим и на вработените во ова јавно предпријатие, бидејќи тие се грижат за нашата комунална хигиена и за зеленилото во градот. И охрабрувам да продолжат така. Благодарам.